Во предизборието, одредени политичари најавија поништување на Преспанскиот договор доколку дојдат на власт. Хипотетички, кои се негативните влијанија врз македонската економија доколку би се случило тоа? Ние, економистите, често во претходниот период зборувавме за тоа кој е моделот на економски раст и, да кажеме, ги повикувавме политичарите да испорачаат една економска визија за земјата, каде сакаме да бидеме под 10, 15, 20 години и која е патеката за да дојдеме до таму. Иако би рекол дека еве владата во последниот период и не понуди некаков целосен одговор на тоа прашање, но сепак со фактот дека ја стави европската интеграција во центарот на своите политики, тоа зборува дека европската интеграција е еден носител, клучен столб на економскиот модел, кој што оваа влада смета дека е важен и релевантен. Така што ако Преспанскиот договор е битен за таа европска интеграција, тогаш тоа го сметам дека на некој начин допира до економскиот модел на развој на земјата. Сега, коректно рековте дека е многу хипотетичко прашањето, меѓутоа, ако целиот тој процес сврзан со договорот и со европската интеграција го нема или го немаше, тогаш ние ќе мораше да размислуваме за алтернативен начин на развој на економијата, односно без да ја имаме таа екстерна сила, европската интеграција, која што реков дека е исклучително важна и која што по мое убедување во моментов нема алтернатива. Професоре Петревски, Преспанскиот договор е на сила веќе година и половина. Може ли да се каже дека има напредок на економски план кој е директно влијание откако е договорот имплементиран? Па сега, за да може да дискутираме за евентуални економски ефекти од Преспанскиот договор, прво треба да видиме со која цел беше тој договор подпишан и последователната имплементација на Преспанскиот договор. Значи, главната цел, сега гледано од моја перспектива и перспектива на повеќето граѓани, е дека тоа беше направено за да се одблокира евроатлантската интеграција на Македонија, односно за да можеме да станеме членка на НАТО и да ги отпочнеме преговорите за членство во Европската Унија. Значи, придобивките од Преспанскиот договор може да се очекуваат и би рекол да се коментираат сега во овој момент само од една долгорочна перспектива, односно што тој за економијата ќе донесе на долг рок, главно преку членството во НАТО, а особено преку процесот на пристапување и членството во Европската Унија. Што мислам главно тука? Она што, да кажеме, една особено слаба страна моментално економска па и пошироко општествена е секако, би рекол, владењето на правото, слабоста на институциите, што понатаму се пренесува на други исходи во општеството. Сакате земете во сферата на образованието, во сферата на здравството, ако сакате и во сферата на загадувањето, што е во овој период актуелна тема. Така што тој процес на пристапување, особено во Европската Унија, значи пристапувањето, главно мислам на процесот на преговарање, треба токму да влијае значајно врз зајакнување на владењето на правото и стабилизација на институционалниот поредок во Македонија и на таков начин, би рекол, самиот Преспански договор да испорача долгорочно позитивен бенефит за македонската економија. До сега во одредени сегменти се има напредок, монтиране напредок, конкретно во енергетика, во капитални инвестиции или економскиот раст, дали има директно влијание краткорочно до сега? Така. Значи, состојбите во економијата во овој момент се стабилни, би рекол релативно постабилни отколку во периодот претходно.
Значи, она што сега го гледаме не е спектакуларен раст за кој што често сакаме да зборуваме и експертската и општата јавност 5-6%, такво нешто немаме и веројатно во блиска иднина нема ни да има. Меѓутоа, она што сега го гледаме е стабилизација на економската активност и зборуваме за некои стапки на раст кои што се движат меѓу 3 и 4% за 2019, за 2020 и годините потоа. Што значи дека со такви стапки на раст ние не можеме да очекуваме некое нагло зголемување на животниот стандард, меѓутоа може да очекуваме дека економијата ќе се движи по една стабилна патека. Сега тешко би можело да се каже дали таквите придобивки се резултат на Преспанскиот договор. Во поголема мера би рекол не може да се извлече некоја таква директна врска, освен во делот на стабилизација на очекувањата на економските агенти. Значи, со Преспанскиот договор на некој начин се отворија некакви перспективи кои што претходно во поголем период беа затворени, сега не навлегувајќи во однос на цената која што во општество требаше да ја плати за тоа. Но очекувањата беа стабилизирани, значи веќе граѓаните и фирмите кои што треба да го донесат економскиот раст, да го донесат подобриот животен стандард, веќе мислам дека живеат во едни поинакви очекувања дека членството во НАТО, а реков и претходно особено пак пристапниот процес кон Европската Унија ќе донесе подобра живеачка тука во земјата. Дали Преспанскиот договор би влијал Македонија да се задлжи кај меѓународните кредитори по пополни услови со пониски каматни стапки? Значи, вообичаено, кога генерирате буџетски дефицит, секако дека тој кусок на средства кој што таму го проектирате, секако дека ќе притиска врз долгот. Значи, не може да се има буџетски дефицит, а при тоа да нема некаква импликација за долгот. Со ова сакам да кажам дека вообичаено е долгот да расте, иако во последниве 2,5-3 години настана една релативна стабилизација на задолжувањето, која што во одредена мера е за волја на вистината водена и од фактот дека капиталните инвестиции имаа значајна подреализација и тоа не притискаше врз дефицитот, значи дефицитот воопшто не се, оној првично проектираниот воопшто не се надминуваше, затоа што не доаѓаше притисок од страната на расходите, особено во делот на капиталните инвестиции. Меѓутоа мора да бидеме свесни како општество дека ако сме се договориле да кажеме дека во оваа фаза од развојот ние ќе имаме буџетски дефицити, јасно е дека тоа ќе има влијание врз долгот. Значи прашањето не е повеќе во однос на тоа дали долгот треба да расте, туку зашто ние ги искористуваме тие средства. Би рекол дека таа дебата некако е многу стара, веќе истата дебата ја водиме повеќе години со ред. Главно ја повикуваме владата да таа дебата ја стави во една рамка во смисла на тоа да имаме јасен план за тоа за што ќе се задолжуваме и кој е ефектот од инвестираните средства. Значи, за тоа е потребно едно, би рекол, среднорочно буџетско планирање, кое што сега од она што го слушам е во најава со новиот закон за буџети, меѓутоа се уште истиот не сум чул дека е во некаква процедура. Сега вториот аспект кој што вие го загатнавте, тоа е цената на задолжувањето. Цената на задолжувањето е секако водена, сега пред се зборувам за надворешното задолжување, главно е водена од глобалните фактори, значи каква е состојбата во глобалната економија, каква е ликвидноста во глобалната економија и секако во еден значаен дел и од домашните фактори. Значи домашните фактори ќе одредат кој е ризикот на земјата, односно како инвеститорите, значи лицата кои што и позајмуваат на земјата, како тие го перцепираат ризикот тука. Сите фактори кои што придонесуваат тој ризик да се намалува, генерално ние економистите го викаме тоа ризик на земјата или политички ризик, сите фактори кои што придонесуваат тој ризик да се намалува, секако ќе придонесат, значи преку тоа каматната стапка да биде ниска.
во претходниве неколку години состојбата на глобалниот финансиски пазар е мошне поволна и од таа перспектива каматните стапки се ниски, последните неколку задолжувања на владата се по особено поволни каматни стапки, самите процеси кои што се случуваат овдека во Македонија во претходните година две во смисла на политичките случувања и секако тука Преспанскиот договор секако дека придонесуваат исто така позитивно, затоа што викаме дека ако перспективите на земјата се евроатлантските перспективи се отворени со помош на тој договор, тоа секако ќе придонесе за инвеститорите поповолно да ја гледаат земјата.